Искорнати дрвја, уништени возила, искинати електрични кабли и поплавени објекти и куќи е епилогот од краткотрајното, но силно невреме кое попладнево го зафати Кочани. Невремето за малку зад себе не оставило и жртви, откако дрво паднало врз автомобил во движење. Присебноста на возачот и искуството му го спасиле животот. Јас био сум со моето возило нагоре на брана да шој градче. Веднаш почна да паѓа дрва и само по едно време се случи некој јак звук. Некој дрво, што се кејам, повеќе не се кејам. И се најважно што сум жив и здрав, сега колата е, гледам дека е максимално уништена. Ветер силен имаше и толку, секундно беше бутнаго дрвото. Среќа што во тај момент немаше, имаше оваа улица е многу прометно, во тај момент ни на кола не помина. Еве фацата рече дека пред тоа земјава се погоди. Среќа. Десетици локали и куќи главно близу и во трговскиот центар се под вода. Како последица на силното невреме и искорнатите дрвја, улицата кај гимназијата во Кочани е затворена за сообраќај. Пожарникарите и комуналците работат на расчистување на теренот. Засега не се знае колкави се штетите од силното невреме, но тие се проценуваат и на неколку илјади евра. За 2 недели ова е второ невреме кое го погоди Кочани и околината и кое поплави објекти и земјоделски површини.